Добро утро и од мене. На овој дождлив ден мислам дека имаме повеќе од инспиративна приказна. Многу се радувам што некако ни се поклопија коцките и денеска овој лик е мој денешен гостин на само 2 дена пред да отпатува за далечната Австралија, но како и да е, верувам дека и многу пријатели од таму во моментов го следат и ви благодарам за секој коментар кој што ете и во приватниот инбокс знаете да го пишете. Станува збор за човек кој што пред се е уметничка душа. Неговата кариера започнува во средното уметничко училиште во Скопје, за да подоцна замине надвор од Македонија со сите специализации, докторати и така натаму. Во моментов е генерално стациониран во Австралија, но професор доктор Ѓоко Муратовски и тоа како може да работи, дека буквално може да каже дека работи буквално низ целиот свет како еден сериозен консултант за иновации, за дизајн и во моментов е и начело на италијанска фирма која што се занимава со сериозни клиенти во однос на дизајнот, како што е на пример брендот Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo и така натака. Како Ѓоко од Македонија стигнува до соработка со Белата куќа, како успева да биде најмладиот декан на еден од најстарите факултети, односно најстарите школи за дизајн во Америка и така натаму, ќе ни раскаже и самиот тој и верувам дека ова ќе биде интервју кое што ќе се раскажува многу денови откако ќе завршиме. Добро утро и добро ми дојде. Здраво ти, фала што ми имаш за гостин. Многу ми е драго што успеавме некако, имавме среќа да се поклопиме, се најдовме. Затоа има толку многу работи што не знам од кај да почнам, не знам од кај да завршиме, ама важно е дека ти си тука и дека ќе оние кои што не слушнале за тебе, денеска ќе дознаат за тоа како пример од Македонија кој што навистина има сериозен глобален успех, би рекол, буквално. Да, фала. Се чувствуваш ли така? Тоа морам прво да те прашам. Свесен ли си за оно што го имаш постигнато? Свесен сум затоа што знам од каде доаѓам, од каде сум тргнал. Нели да излезеш од Скопје, од уметничко и да ги правиш тие работи што ги правам, тоа е многу голем пат. Значи добра база си имал во Скопје. Сум имал база. Сум имал база. Добра база. Скопје генерално за мене бил град со голема инспирација. Не школото уметничко, градот како цело. Затоа што е еден космополитен град, замислен е да биде еден космополитен град на времето после земјотресот и така е граден со контрибуции од целиот свет, нели како еден модел град за Обединетите нации и јас од секогаш така сум го доживел и градот и можноста наша за дека ние во еден момент сме биле центар на светот. Јас секогаш сум сметал дека да, ние од тука можеме да продолжиме да работиме со целиот свет, како што сме работеле еден период. Може би ли некако да го вратиме тоа? Може да се врати, се може да се врати. Те побарале ли некои од клучните ликови институции во Македонија за консултација? Она што го правиш, она што помагаш, како што си работел за Белата куќа во Америка, да работиш и тука, да дадеш совети од твои искуства? Имам работено многу проекти тука во Македонија. Јас ги имам водено и брендирањето на Кокино. Ја бев глобален креативен директор за промоциите на Кокино. Тој еден период кој направи логото и фотографии и разен вид промоција тоа. Јас го работев и ребрендирањето на Адам од Говрлево во Адам од Македонија. Тоа беше исто мој проект, постер еден што го направивме исто во тој период за промоција. Уште до ден денеска мислам дека се користи еден црно-бел постер каде што со бели ракавици се држи Адам. Имам работено многу проекти во Македонија, вклучително имам и соработувано на развој на национална стратегија за брендирање за Македонија пред многу години. Се нема изведено така како што имам замислено, како што имам сработено, тоа е небитна работа. Имам дури поштански маркички. Стварно? Да, со комеморативни за Кокино. Јас ги имам дизајнирано. Што со пошта. Користат ли уште поштенски? Тоа беше одамна. Сега не знам.
Сега више поштата и ја немаме. Сега не знам како што се користи. Добро, да не чепкаме таму, ќе преминеме во политика. Се надам дека ќе се менуваат тие работи. Кога веќе зборуваме за Скопје и потеклото, иако си ти во 1999 година веќе заминуваш од Македонија професионално, да се надоградуваш, сепак многу работи те поврзуваат со овој град, не само што потекнуваш од тука и си роден и си живеел, туку и што твојот дедо и твојот чичко се многу клучни луѓе во тој период на Македонија и на Скопје, би рекол. Да. Кратко, за што станува збор и ти раскажувале ли приказни за градот, за сите оние работи кои што ти успеале да ги придонесат за Скопје да биде како што е? Па, чичко ми Владо Муратовски, он беше генерален директор за реконструкција на Скопје од поземјотресот до еден период, он ги има водено тие проекти од Обединените нации. Тоа е еден клучен период клучен проект за целата реконструкција, планот, и понатаму е во 2 мандата како градоначалник, тогаш му доаѓа председател на извршен совет на град Скопје, кај што во 2 мандата до 80 години, до пенсионирање, нели го ја има водено цела таа реконструкција на Скопје. Значи од земјотресот до врвот кога е Скопје, кога се изградени сите тие капитални објекти, плюс езеро Треска, Брана Козјак, он го има раководено целото финансирање на сите тие проекти и изведба. Така да тоа е буквално граден овој град, нели од него. Дедо ми, братот негов, он беше па за индустријски капацитети. Значи тој период е директор на Југобанка, понатаму Скопски саем и друг тип на такви институции каде што они ги поставувале во тој момент. Така да јас сум пораснал со сето тоа. За мене тоа било многу нормална работа. Да, тебе не сум ги разбирал. Да, јас тоаш како дете не сум ги разбирал нели тие работи. Тоа било многу нормална една работа за мене. Сега тек ја веќе разбирам колку тоа биле многу големи работи, затоа што сега јас такви работи се работам. Да. Но тоа ми било, можеби па и тоа ми помогнало многу така да нели да можам да се чувствувам дека можам да ги работам тие работи било каде во светот. Јасно. Сега те прашам, колку таа семејна позадина имала придобивки за твојата кариера? Јас сум си ја градил кариерата сам. Нели у свет никој не знае кој сум, од кај сум, која ми е фамилијата, нели не те прашуваат. Така, имало ли некоја привилегија тоа што си тиете внук на тие клучни луѓе? Барем додека беше во периодов кај нас. Не, ја никој што претходно не сум го не ти викам, не сум го ни спомнувал. Тоа за мене било многу нормална работа. Не сум го воопшто не сум го ни перцепирал дека е нешто нели многу битно во тој период. Но кариерата генерално јас сум си ја градил чекор по чекор сам. Нели во светот никој не знае кој си што си. На пример како што рече за Белата куќа. Ја кога отидов во Америка, не познав апсолутно никого во Америка. Ама после една година мене ме викна во Белата куќа. Како? Како те викневе? Како се случува да сеат од Белата куќа? Многу интересно. Треба ли CV-то да биде многу добро? Јас отидов таму, значи со истата виза како Елон Маск што има. Што имаше? Каква е таа виза? H1B. Сега многу што се збори за неја. Трамп збори дека сега ќе стави цената $100,000 да биде за таа виза на година дена. Јас од таква виза отидов, тоа е за странски експерти. Значи, они мене ме донесоа, јас тогаш во Нов Зеланд живеев, они од Нов Зеланд ме донесоа да бидам декан на најстарата школа за дизајн во Америка. 1869 година основана. Јас тогаш всушност бев најмладиот декан на најстарата школа. Во мојот мандат беше 150 годишнината се прославуваше. Значи јас јубилеот. Да, јас го водев јубилеот 150 годишнината. Најмладиот го води јубилеот 150 годишнината. За најстарата школа за дизајн. Браво. И тогаш направив целосна реконструкција на таа школа, променив цел курикулум, сите тие работи. Ти даде одврзани раци американците со оглед на твоето претходно искуство и образование? Па јас имав извршна функција. Не ми требаше да барам. Па не ми требаше да барам дозвола. Јас затоа бев работен, нели, затоа ми е дадена тој мандат. Нели, ја после не ми треба мене дозвола. Буџетот ми е даден, ресурсите ми се дадени и надградувам
на тоа. Но се случи дека еден од, значи ние имаме, може да мислиш, 150 години традиција, значи има многу луѓе што се во сите делови, во сите сфери во Америка. Многу познати работи, буквално дизајн културата на Америка е дизајнирана од луѓе што завршиле кај мене во школата. И меѓу другото се наоѓа еден кој што е во Белата куќа, во тоа време, што има учено во мојата школа. Тој знае за мене уште пред да дојдам во Америка. И излезе дека они во Белата куќа всушност ја користеа една од моите книги како референца. Мојата всушност најпозната книга. Ја имам многу книги, ама една од моите, нели, најпознатата која е таа, на која тема? Се вика Истражување за дизајнери, и тоа е всушност учебник. Напишан е генерално да биде учебник. Се чита сега во 155 земји, се користи во преку 500 универзитети од светот како учебник и многу држави и компании ја користат како референца. Ја има ли кај нас? Па на факултетите ја има. На некои факултетите ја има. Да. Излезе дека таа книга ја користат и они како референца. И они кога разбере дека сум во Америка и тој пошто по линијата дека нели дека има учено таму, слушнал и мене ми се јавија, вика може ли да дојдеш на разговор. И ја требаше првен да бидам еден од тој тип на они fellows ги викаат Presidential Innovation Fellows, значи не знам тоа како да го преведам, него тоа се тие луѓе што би ја воделе таа иновација, да се вклучам како дел од тој тим. Тоа е оној тим кој што гледа да ги промени работите, да воведе нови работи, современи, модерни, иновативни. Тоа беше тим основан од Обама. Иницијативата, таа претседателска иницијатива беше основана од Обама и он го имаше направено тој тим, таа агенција внатре во Белата куќа. И тие работеа на тој начин што од Силиконската долина обично ги земаат најдобрите, значи луѓе, инженери, кодери, дизајнери, иноватори, да дојдат една година да поминат во државната администрација, да водат иновации внатре во администрацијата, како да се во Силиконската долина. И јас требаше да бидам еден таков човек. Ама брзо се воспостави дека всушност како странец не можам законски да бидам да имам таа улога. Само поради тоа што си странец. Само се работи со мислам законски така беше регулирано затоа што треба да се вметнат во државна администрација во доста сензитивни работи. Тука бе и ЦИА, и војска, и доверливи информации, да. И не можев поради таа законска, нели, причина да бидам еден како тој дел од тие луѓе. Но директорот на програмата рече ние мора со тебе да работиме. Нема, вика, законска пречка ти да бидеш советник на целата програма. Не само во еден дел, него на целата програма. И така излезе јас да бидам советник на извршниот тим. Тогаш излегуваш од факултетот? Напушташ или одиш паралелно? Па не, си одам паралелно. Да. Пошто јас бев државен службеник на државен универзитет. Значи се водев како државен службеник. Јас сега имам и зелена карта за Америка и државенство од Австралија, друга работа. Сега ти може да живееш кај ги посакаш. Да. Така му дај. И затоа што сум по државен налог да доаѓам во Вашингтон, нели, и така одев. Многу интересна работа затоа што јас бев одговорен, нели, за сите тие други такви што беа како тие Innovation Fellows. Јас им го правев онбордингот, тоа е, значи, јас требаше да им објаснам која е разликата помеѓу Силиконската долина и да се работи за федералната администрација. И по кој начин они треба да го сменат начинот на работа за да може да функционираат. И тоа е така интересен. Интересно и предизвикувачки. Да, понекогаш нешто така неочекувано се одвиваат работите. Непланирано да бидеш дел од Белата куќа. Да. И тоа на една таква важна функција би рекол, вели. Да, јас бев таму всушност на една забава вечерта пред да се затвори Америка со ковид. Тоа беше еден многу чуден момент. Се знаеше дека ќе се затвара другиот ден? Да, од тајната служба знаевме и
дека ќе биде нешто сериозно ќе се случува следниот ден, ама не очекував дека буквално ќе биде апсолутно на цел локдаун, затварање на Америка. Забава беше наменски направена пред ова? Не, забавата се беше испланирана по веќе беше по план. По друг план, беше една као таква новогодишна една забава. Јас бев имав баш тогаш слики како ја сечам тортата, председателската торта имавме таа забава и беше многу таков еден чуден момент. Мислам, ние видовме дека више се случува нешто, они почнаа више да се активираат внатре во Белата куќа и викаме време да си одиме. Вау. И другиот ден више се затвори. Пресвртен момент. Да, ама после работев на други интересни работи. За мода што имавме, ја имав центар за мода, за технологии во мода, па го пренасочив да се користи за државни потреби, да се работи опрема за заштитна опрема за ковид понатаму. Така, ја имав многу специализирана опрема кај мене во школата. Ова е онај момент кој што нели велат дека мора да се прилагодиш на моменталната ситуација доколку сакаш да опстоиш и да функционираш, да, нели? тогаш Брзо прилагодување. Многу брзо. Да, јас секогаш така функционирам, со многу брзо прилагодување и тогаш исто не стигна наредба нели од државата, сите капацитети што се војни, сите можни капацитети што може да имаат двојна принамена да се активираат. И тогаш јас им кажав, јас ги имам овие капацитети, тие може да се пренаменат двојно да се користат за вакви работи. Так. Ја имав на пример една специјална машина со која што се работат вселенски костими. Да, значи многу специализирана таква машина. И викам, таа може да се користи за медицински намени, тоа се вика ултрасонично заварување, каде што нема шавови, пример. Шавови нема. Све станува едно парче и тоа вика може да се користи за медицинска заштитна опрема, плюс правевме и маски и све. Значи многу брзо 3 месеци пред кај нас да се случи официјално корона. Да, ама јас да, затоа што јас едно од работите што работев во Белата куќа беше исто crisis leadership, лидерство на криза. Значи јас работев стратегии за лидерство во криза, во моменти за криза. Значи јас кога ќе препознавам некои одредени такви работи, ставам планови да се активирам одредени планови и начини. Така да за мене тие таквите работи, ако ги видам многу брзо се прешалтуваш. Ги прешалтувам. Нема проблем. Така да многу необично за дизајнер. Да, верувам дека ова искуство со Белата куќа ќе ти биде едно од неколкуте најголеми, нели бидејќи сепак е навистина еден сериозен момент. Но кога веќе ја спомнавме короната, има една ревија која што ти се случува пред самата корона, која што исто така е многу важна, каде што ти заедно со манекенките со приватен авион стигнувате на црвениот килим. Да, тоа се сосема многу различни, многу различни начини на работа и други моменти. Еве, сега баш го гледаме тоа видео. Дали ова значи дека се што ќе ти текне може да го направиш? Во Америка све. Да, во Америка за мене беше многу интересна земја. Буквално се можеше да се прави. Мислам за мене беше многу интересно. Пошто таму бев како изреагира, ме интересира да присутните на овој момент? Јас немам слушнато за вакво нешто искрено. Да. Не знам дали имало друга ревија кога со авион стигнуваат па слетуваат на црвениот килим. Ама како ти кликна идејата и кој беше ефектот на сето тоа? Вака сега кога го гледаш после толку години, какви емоции, какви спомени ти буди? Не, ова беше за мене буквално како што сум си замислил. Еден сон реализиран во јаве. Види се, ние не сме живееле во Америка, ние тука сме гледале филмови. Да. И јас кога отидов во Америка си ги правев тие филмови. Да. Мене ми беа тука Cadillac ми беа спонзор, Victoria's Secret, Macy's, Gap, Abercrombie & Fitch. Гости во публика ми беа од Donna Karan New York, од Ralph Lauren. Ги имав, пошто сите соработувавме и генерално јас ги долетав и од Нью Йорк како гости мои да бидат тука на организираш исто се све. Да, ја такви работи кога ги организирам да е све перфектно. И тоа се огромни. Ова ревија траеше 5 сати. 86 дизајнери покажува колекции. Вау, имаше некој Македонија можеби некако вклучили или не? Не. Ова се студентите мои.
на школата за дизајн. На школата за дизајн. Да. И тогаш требаше дополнителни спонзори да ми бидат за таа ревија што моравме да се затвори, нели, за ковидот. Не можеме да продолжиме, но да продолжавме. JP Morgan банката требаше ми биде спонзор и Софија Копола на Френсис Форд Копола керка му, затоа со нивните вина. Вау. Треба да биде Кој стигнува до овие контакти? Ти си тој кој што ги носи тие контакти? Јас бев и поканет како советник кај Френсис Форд Копола да им одржам еден мастер клас за брендирање на вино. Френсис Форд Копола всушност има, освен што е режисер на филмови како Кум и така натаму, он има и многу добра, многу голема винарија во Америка. Френсис Форд Копола Wines, Winery, и он е спонзор за Оскарите. На Оскарите се пие само негово вино. Тоа се едни златни флаши и само тоа се пие на Оскарите. После за Ти беше подарок. консултант за таа фирма. Да. После за подарок ми прати ониот тие вино од Оскарите. Ти не може да се купат, тие се специјално само за Оскарите, па ми ги пратија за подарок за таа година. Тоа беа година баш пред ковид. И добро ли беше виното, тоа ме интересира? Виното е многу добро. Тие флаши не сум ги отворил. Вино, само што не е такво пакување. Да, имаме и ние многу добри вина. Имаме. Многу добри вина. Еве, да. Тиквеш прави, например, феноменални вина. Сега во моментов се шири. И сега тоа ми е многу интересно во Македонија. Пробувам македонски вина. Зашто сакам, нели, повеќе да научам што имаме, како имаме. И така, интересно. Многу необични, од до. Да. Од крајност до крајност, буквално нови предизвици за кратки периоди. Во моментов си директор на италијанска компанија, консултантска куќа за дизајн на автомобили. Имате навистина сериозни клиенти како што се Lamborghini, Alfa Romeo и така натаму. А меѓу другото и кинескиот преседател. Да. Ова е многу добар и интересен момент и сакам да го споменеме. Фактички вие имате дизајнирано лимузината на председателот на Кина. Да, отпорна за куршум и се на слично отпорна понатаму. тоа. Безбедноста колкава е нејзина? Исто е како на американскиот председател, што е, или како на Путин. Аха. Тој тип Тоа на се лимузини. неколку такви лимузини. Да, државни, тие председателски лимузини. Вау. Од тој тип. Како се прави на таква лимузина? И многу ме интересира, си ја нарачуваат кај вас и викаат сакаме да има тоа, или вие им ги давате сите стандарди кои што се на ниво на таква државна безбедност, кои што треба да бидат вклучени? Они си ги имаат стандардите и се тоа, ама сепак треба, нели, тоа да се спакува на некој начин. И тука нашите дизајнери тоа го работат. И колку време ја правевте лимузината на кинескиот председател? Не знам точно колку време е правена. Заборев, тоа беше пред ја да почнам како генерален директор, ама сега со тој дизајнерот, што е дизајнер менаџерот, со него работиме исто многу блиско. Сме разговарале често пати. Види сега, овие пречежни работи се многу доверливи. Тоа ми е јасно, и да. никој не сме да знае што имаме правено. Еве вака се за Македонија, ајде, окей. За македонски нема да не разберат, а генерално нашите клиенти 99% од проекти што ги работиме се строго доверливи. Дури за Lamborghini, джипот Urus ние го имаме правено, што е тој најскапиот модел во моментов. Мислам, они го викаат првиот джип суперкар. Тоа го имаме правено. Лимузината и многу. Значи, не само овие традиционални, што се европски брендови, туку и имаме работено многу нови кинески брендови. Ние ги имаме создавано. Ние сме нашата канцеларија, значи имаме канцеларија и студија во целиот свет. Во Шанхај ни е најголемото. Иако е представништвото е во Торино. Автомобилската индустрија на Италија. Така. И сега за лимузинава од кинескиот председател ќе имаме плюс информации или толку? Толку. Значи ова беше само 1% од сите 100%? Мислам дека беше 0, нешто. Добро. Сега не можеме да објаснеме. Еден интересен факт, нешто што не е толку тајна. Еве беше добро, беше интересно сега Жи Џинпинг кога имаше посета на Вашингтон со Бајден и он си е лета и лимузината негова исто, како него имаше баш интересно беше. Да, секогаш председателите си ги носат своите лимузини каде и да одат. Секогаш ги летаат. Нема промена, тоа си нема никаква промена. Путин си ја носи со него, Трамп си ја носи со него, Бајден со негото. Америчката лимузина се вика Бист, звер. Зверот. Кинескиот председател исто. И он кога дојде во Белата куќа со таа лимузина, ние што дизајниравме и баш го имаше тоа на видео со Бајден со коментарот, ми вика
Вика, ова е, вика, многу убава. И викам, за не ником. Да, вака, верно ли ти е дека ти стоиш за еден таков проект? Или знаеш, тебе ти е толку секојдневие таа работа и тие проекти? Јас ги менаџирам дизајнерите што ги прават тие проекти. Јас не се вклучувам многу више на таков тип. Тоа се за мене по ситни работи, што е тој нели стайлингот, тој дизајн. Ја уште можам да ги ја ги координирам. Ние имаме дизајнери на 4 континенти, кога има одредени проекти, јас можам да ги координирам. Јас работам на многу по-специфични проекти каде што се со многу поголеми стратегии. Каде што клиентот може да е градот или државата. Сега во моментов работам таква стратегија за Олимпијадата за Брисбен 2032 година. Каде што цела стратегија за транспорт на градот за Олимпијадата јас ја разработувам. Пример таков тип работи ги. Така. Меѓутоа самата координација и менеџирањето на сите тие луѓе вклучени во еден проект како што се автомобилските проекти е многу. И не само за тоа, и за било кој тип на проекти такви каде што јас ги водам, јас ги собирам тимовите. Јас правам специјални тимови зависно со каква специјалност тие луѓе имаат. Скоро да нема еден исти тим да работи на два проекта. Јас секогаш ги барам со специфични способности луѓето. Јас ги собирам тие тимови. Друг тип, таков, да кажеме сега, многу по-комплексен проект е, јас што имам работено за меѓународната вселенска станица. Јас бев главен дизајнер за разработка на стратегија за бизнес инкубатор во самата вселенска станица. Кој што е многу уникатен проблем. Прво е многу вреден проект, затоа што тоа се смета дека е врата кон 1,8 трилиони долари вселенска индустрија, сосема нов тип нели, на економски развој, и целиот начин на како нешто така ќе функционира таму, во тој, не само во тој простор, него и во таа околина, е многу интересно. Зашто ако си во вселенска станица и ние сега имаме, например, финансиски трансакции и воспоставаме виртуелна банка, данок се плаќа ли некаде? На граница? На која граница? Нели? Затоа што ние сме во универзумот, ние сме вон орбита на земјата. И сега тие некои такви... Знаеш, како што го кажа американските филмови, ова е истото тоа, нели? Да. Не е нешто што е пластично, туку е нешто што го предвидувате и нели се работи. Тоа се такви работи. Да. Интересно. Да, сигурно е тоа огромен предизвик. Ми беше предизвик ова интервју. Мислам дека 20% ако споменавме сите работи кои што планиравме да ги споменеме, ама времето ни е ограничувачко, некаде при крајот. Кој е геоко надвор од целата ова професионална равенка за успех? Јас сум уште дете од Скопје. Скопје, не? Да, мене стално ја и кога ги правам и презентациите, нели за надвор, прво кажам од кај сум, од што сум, од кај сме дојдени, и сум од Галешник. Аха. Оваква, јас им викам, јас сум од племе, викам, од Мијаци дојден, ние сме од Галешник, јас сум од Скопје роден. И кога им покажам на светот, нели ја не се срамувам од кај сум дојден, од кој сум. Ја викам, јас сум производ на Македонија. Напротив, веројатно горцина тоа, нели? Да, па мене ме знаат и со многу специфично име, нели во светот нема друг што работи во тие области. Џоко. Џоко. Муратовски нема проблем. Кога ме прашат како се изговара, викам Сваровски, знаеш како се изговара? Да, исто. Викам Муратовски, Сваровски. И по така име најлесно. Тоа се тие два бренда. Да. И така, да, така ме знаат. Како интересно. Имаш ли време за приватни задоволства? Па, некако со сите овие работи кои што би ги кажа делува дека стварно одзема тоа многу време и многу енергија. Успеваш ли така приватно да се релаксираш? За мене е све искомбинирано тино. Нели гледаш со авионот, со манекенките, со забавите, уживаш се, возиш, тоа е за мене работа. Па јас сум таму работно и службено. Тоа зошто не се, нели? Зошто не се ужива во работата? Мене ми е све тоа интересно. Тоа е најважно. Тоа е веројатно еден од клучните работи за успех, нели? Да, тоа ме радува. Колку уживате во работата. Да се ужива во тоа што се прави. Така. Фала ти многу. Фала ти на тебе. Ми беше чест да следно доаѓање во Македонија од Австралија, ќе ни дојдеш пак за овој вториот дел кој што не успеавме да го споменеме, да раскажеме и за него. Важи. Фала ти многу.
Фала ти. И тебе слушаш ли македонска музика во Австралија? Слушам. Добро, Дарио? Одамна го немам слушано Дарио. Тоа се од моето време. И јас од искрено на не сум го слушнал одамна. Многу си ги сакав тие. Ето така, затоа денес одлучивме на крај да одиме со Дарио Панковски. Еден од оние би рекол најголеми имиња на музичката сцена. Уживајте, останете на Сител и се гледаме. Чао.